Стадион, емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија, добродојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Сапорт Кочани. Supportkocani.com, да му помогнеме на Кочани, да и помогнеме на Македонија. Кочани не пребол и без. Денеска во нашето студио се Дарко Стоилов, Дарко Ефремов и Александар Николов. Сапорт Кочани е една иницијатива која што функционира извонредно во овие први неколку денови, меѓутоа не треба да остане само како иницијатива која што ќе помогне во овие први тешки моменти на луѓето, на семејствата, на загинатите, на повредените, на тие кои што треба допрва да се вратат во животот и да продолжат да чекорат во интерес на своите семејства, во интерес на Кочани, во интерес на Македонија. Туку треба и понатаму да продолжи, веројатно според мене, како некоја фондација, како некој фонд кој што ќе се најде секојаш на тие на кои што им е потребна помош, не само луѓето кои што се поврзани со ужасната трагедија, незамислива во дискотеката Пулс во Кочани, туку и воопшто на сите луѓе во Македонија на кои што ќе им затреба помош. Јас ќе го повторам уште еднаш тоа што го кажав и минатата сабота. Никогаш да не се повтори овој ужас и ќе им поручам на сите оние кои што се поврзани со политика, со институции, на целото општество, на цела Македонија. Не треба да се плашиме од српско сценарио, треба да се плашиме од македонско сценарио и треба да посакуваме европско сценарио. Оставете ги луѓето да тагуваат, не ги сопирајте да протестираат, да зборуваат, затоа што овој крик треба да се слушне, да се почувствува и да заболи до коска, за да се освестиме, да престанеме да се делиме на ваши и наши, да престанеме да мижеме пред криминалците, пред неодговорноста, непостапувањето, небрежноста, а алчно и лакомо да ги шириме очите и раците пред парите, митото, корупцијата, функциите и моќта. Да ги отвориме очите и срцето за емпатијата, за сочувството, за солидарноста и правдата, да го отвориме срцето за човекот. Николов, помина недела и пол, вие сте дел од Сапорт Кочани, тоа бевте и таа кобна ноќ во дискотеката или клуб, кабаре, што и да е, тоа веќе не е ни битно, освен за истрагата, во Пулс бевте таму. Цело време, кога разговаравме, ми објаснувавте дека заедно со вашето друштво сте посетувале оваа дискотека. Дали некојаш може би сте помислиле дека може вако нешто да се случи? Дали има некои сигнали кои што, не зборувам сигнали од тоа што сте го виделе, туку озборувања, информации кои што се слуша во Кочани. Сега изнегува многу информации дополнително, меѓутоа дали тие информации некого воопшто го загрижија, го засегна, да реагира, да интервенира, да посочи на грешки, на безбедносни ризици? Ни јас мислам дека ни никој друг не е очекувал нешто вакво да се деси во дискотеката. Значи сите сме одиле во дискотеката да се забавуваме, како и таа сабота. Оваа сабота имаше стварно многу луѓе во дискотеката и прекрасна забава имаше пред тоа да се случи. За моја среќа се најдев блиску до вратата, баш у тај момент кога почна да говори. И прво сите помисливме дека е некоја анимација, нешто такво на крово, кога погледнавме и никој сериозно не го свати тоа. Буквално дури се смеевме. Гледам и се смееме и дискотеката. И снима се запали. Но ипак изреагиравме брзо. Јас и уште неколку души со мене излезевме од дискотеката и тука веќе почнавме да сваќаме колку е само сериозна работата. Кога видевме колку гужва има на излезо, тука се случуваше стампедо, веќе почнаа да паѓат луѓето еден врз друг, да има страшна паника, чур почна да излава од дискотеката.
само што излезев надвор, одма почнав да се враќам и да ми текнува на сите што останаа унатре. И на кој можевме, помагавме, цело време бевме пред вратата, тоа беше многу страшно за гледање. Имаше девојчиња што се по 17-18 години, они се, како да кажам, 40-50 кила и прегазени во стампедото, значи беше стварно пресериозна работата. Дури на моменти си викав ќе се разбудам ли, не ми се веруваше колку беше страшно. И мислам дека никој друг такво нешто не е видел, барем на овие простори, таков хорор. Веќе после 10 минути почнавме да вадеме и онесвестени луѓе. Обезбедувањето цело време беше таму, помагаше. Колку време траеше целото? Па, Многу брзо. може да некои 20 минути беше најголемиот хаос. После тие 20 минути веќе горе-доле телата што се вадеа од диското беа и мртви. Брзо дојде пожарна, полиција имало надвор, Да, јас само што имало рација, тие информации некако се... имаше полиција, да, предходно поради рација за малолетници. и дрога се споменува, Да, наркотични има средства, нешто. Да. Сега, пред мене се сеќавам полицаецот Драган Казак Петрушев, мислам дека се прозива, он ја викна пожарната, брзо изреагира стварно. У тај момент он ја викна пожарната и цело време беше таму, на него се сеќавам, на Драган Петрушев. И пожарната сепак пристигна брзо, стварно пристигна. Но мислам, може и проблем, многу коли паркирани, дали можела да пристапи? Да, стигна брзо, ама мислам дека не можеше многу да помогне пожарната, затоа што и дискотеката е на таква местоположба. Малку е комплицирано да дојдеш и онма да почне да гасе баш таму дека е пожар. Сега имаш информација дека внатре изгледала така модерно, иако од надвор е многу неугледна, Да. со тие салонитни плочи, како од некоја најзаостаната средина да излегуваат тие слики кои што цел свет се расширија. Дискотеката стварно беше окей од внатре. Беше окей и постоje 10 години, значи вакво нешто не се стварно не се очекувало. Сега од надвор градбата никој не е имал представа дека е таква и дека е стара, ама мислам дека и на цел Балкан дискотеките се горе-доле такви. Бија модерно и у Белград, и у Скопје по дискотеки, и у стари згради се, не е ништо подобро. Само имавме таква не за многу голема несреќа баш кај нас. Го знаете собственикот или Па да. во Коченесите се знаете? Неговиот син бил таму. Да, и со Михајло имам работено со нив предходно некои менија, нели јас сум дизајнер, па да, имам правено некои менија за нивните кафичи, постери и така да знам се лично со нив. Сега од дистанца која ќе се вратите назад. Таа вратата навистина е толку тешка и пред неја имало уште некоја врата. Ако имало уште еден излез, веројатно немало ваква трагедија. Дефинитивно да имаше врата, дури баш јас дека бев на сепаретот, таму се наоѓа вратата. Значи вратата е затворена за да се направи сепаре? Па не. Вратата е била, не знам од кои причини е била заклучена вратата. Баш тај момент. Порано се сеќавате дека била некогаш отворена, да, дека било тоа влез излез. Не е била влез излез, ама за некои случаеви се е отварала таа врата. Сега беше затворена. А сега беше затворен. Сега, на тоа сепаре јас дека бев, да сум бил, можеби, да сме били неколку души, можеби ќе ни е текнало некако да пробаме да ја срушиме, ама може чадо да не совлада, можело и да загинеме ние. Пред вратата имало уште
некоја врата со гипс направена да се стесни влезот или Не, зборете сега, ти збориш За задната врата. излезот, задната врата, Задната што врата, е да. safety exit. Да. Мислам дека Столе прашува Да, и за таа и за за пред- двојните врати. Да, ама мислам дека сега Двојните да, врати за врата. Дали пред тоа имало па некој зид бил струшен пред главната врата каде што се излегува? Не, тоа е Не. двојна врата уствари. главната врата си беше отворена, сега мобето е. Прво има една врата, па има еден ходник, тука си и вецињата, па уште една врата. Што велат дека многу настрадале таму, токму да, во да. тој тесен простор. Значи на првиот излез имаше огромна гужва, па ходник, у тај ходник беше хаос, значи 300 души да бидат у толку мал простор, еден врз друг можете да замислите што е тоа. И надвор сите гледат да излезат, да земат воздух и тука беше Немаше општ некои хаос. прозорци во тоалетите, нешто за да може да... Во тоалетите имаше една стварно многу лоша гледка, имаше решетки. Решен. Да, и имаше девојчиња што се држат за решетките и дишат воздух. Дури јас отидев позади кај вецето и викам знаеш да не паничат, да проба да останат смирени барем малку и ние да пробуваме и заедно с пожарникарите некако да ги извлечем. Некако од вецето барем прозорецот да беше отворен, стварно ќе се спасиле уште доста луѓе. Исто ако е имало со пожарната некои алати како што е секира, варија, нешто да се бутне ѕидот, исто мислам дека доста луѓе ќе се спасеа. Колку време од почетокот на концертот помина? Кога почна концертот? Ви од Концертот почеток бевте таму? па да, околу Тој клуб 12 кој што работи 12. после 12, така? Да, после... околу 12 типол јас отидев. Сега тоа се случи некаде околу 2,5. 2,30, 2,20. Тука Концертот негде, кога 2,30. почна? Колку траеше? Па, Може и половина час. половина час тука негде, да. Да. Велите многу гужва имало, како никош до сега. Па да. На други да. концерти сте биле? А, Затоа што излегува информации, Да. нема музичар во Македонија, па и од Балкан, кој што не настапал, поготово Во Пулс, посебно да. од забавната музика. Да. И предходно имаше доста народ. Сега овие месец-два е малку послабо и петок и сабота има помалку луѓе. Сега ДНК кога настапуваше у сабота беше препуно. Беше препуно и баш тогава се случи овај немал настан. Дарко Стоилов. Да. Дарко Ефремов, Сапорт Кочани. Да почнеме од почеток. Целата идеја како почна, па после тоа ќе ги разглобиме сите тие рубрики, сите начини на кои што може да се пристапи до вашата платформа, да се донира, но да зборуваме и за развојот понатаму на идејата. Но сепак на почеток околу настанот. Стоилов, близко живеете до дискотеката. Сте биле и вие, сте одале. Јасно ли ви е што се случи сега? Вака, јас живеам релативно близко до дискотеката и слушнав ги првите сирени, не знам, болничка кола валјда или пожарникарите. Не сванав дека може нешто вакво да се случи. Така да речев сигурно некоја собраќајка и веќе надлежните не станав одма. Но откако слушнав повеќе сирени Обично Стоилов, кого е да прашам, најголем дел од нив, па и некои колеги им кажат, за малку и јас ќе отидев на концерт. Што е еден настан. Да, може, цела- да, буквално јас Стоилов не размислувал, немал некој план за таа вечер да ја посети дискотеката, да биде на концертот на ДНК. вака јас сум бил многу редовен у Пулс. Последните неколку месеци, пошто имам мало детенце, не бев толку редовен, али еве на пример брат ми е буквално секој викенд излава, оде, останува до касно и можело е да се десе да бидам у дискотеката. У тај момент
имав домашни обврски и не заминав, али како што кажав, после првите сирени не станав, не ја сванав ситуацијата, не знаев што е, но дома некако се дигна паника дека има повеќе сирени галама и видев на социјалните медиуми дека еден од повредените кој беше хоспитализиран доскоро споделува повици за ќебињи у болницата и не ми беше јасно што се дешава. И видев ја целата чат и огин што веќе гореше у дискотеката, дека се спремав, искочив, кренав, не знаев од каде да почнам, пошто веќе имаше повици од болница, ќебиња и работи што фалат. Но нажалост закастав или не можев да бидам на време, веќе имаше и пожарни и полиции и луѓе кои веќе помагат. Да, тежок беше натаму дена, пошто се појавија веќе информации за некои мои блиски кои фалат, кои не можат да се најдат никаде. Буквално ми се пресекоа нозите кога слушнав тој податок и се фокусирав да пробам некако да не знам да на било кој начин да најдеме и да разбереме какво стање се. Нажалост на крај вестите не беа добри и мислам дека у тој момент цело Кочани беше доста погодено. Ситуацијата беше катастрофална. Никој немаше некоја организација меѓу граѓаните и немаше како, пошто веќе се беше завршено у касните сати. Се беше оставено буквално на институциите што повеќе деца да се најдат, да се хоспитализират и да се пруже. Дали некојаш имало нека информација за дискотеката од аспект на безбедноста, повеќе за звучната изолација, веројатно им пречеле на околината, па и на вас таму, можеби дополнителна изолација става со материјали кои што не се огноотпорни, например. Можеби заради тоа е затворена и вратата, не знам сега. Да, излезна информација дека еден од градоначалниците на времето се обидел нешто поради тие причини да направи, за Димитровски се пишуваш, се зборуваш. Да, он буквално живее преку една куќа до дискотека, дека него валја изложено повеќе на музика и се слуша кај мене. Јас сум некаде околу 300-400 метра од дискотеката, така да мислам дека звучната изолација беше доста добра и ние како дел од Кочани блиску до дискотеката немавме проблем со музика, гласна музика навечер и слично. За дискотеката морам да напоменам дека беше една од подобрите внатре во Македонија. Надвор, пошто влезот и беше буквално само изложен на луѓето кои доваѓаат од позади кров, не можеш да забележиш каков е. Стварно беше една од подобрите дискотеки унатре. И тука се доваѓале не само македонски, тука се доваѓале српски познати музичари, пејачи и слично, грчки диџеи. Имало е неколку феноменални забави и шоу што ретко се изведува. Пред тоа имало пиротехника користење. Да, тоа е стандард, Столе. Тоа е стандард. Тоа се користи у сите дискотеки, еве на пример земи ДНК и мало слично шоу неколку недели претходно во Скопје во станица. И дефинитивно тврдам дека на сите беше омилен клуб од Кочани, од младите, и то не само на генерацијата на Александар, и на мојата и на постариите од мене, пошто постоја долг период и обично работеше зимно време дека секој викенд беше пуно, и петок и сабота, и организационо околу евенти имаше доста добри настапи, буквално беа и добро организирани у тај поглед. Сега за безбедност, види, ние као граѓани, као млади кои кои сме ја посетувале дискотеката, не тражиме план за евакуација или не знам протоколи кои ќе се спроведат доколку се случи нешто вакво. Ај никој не е очекувал да се случи нешто вакво. Така да не знам што да кажам. Има надлежни што треба да го истражат тоа и не знам како дошло до момент дека не е инсталиран некој систем дека го преминира ова. Била на удар на УЈПП, па била и блокирана, затворена. Сега последните информации зборуваат дека не била затворена, тук само била казнета. Дали тоа можеби нешто повеќе им дало за право на некој да се посомневаат? Меѓутоа, ние како граѓани, да, имате право, не сме должни да кога влегуваме во некој
објект кој што е јавен, да гледаме дали е ваков, дали е таков, дали е по стандарди направен. Има институции кои што тоа треба да го прават и ние треба да им веруваме. Очигледно тие институции закажале. Да, гледај, не знам, појавија се многу информации, али појавија се и многу дезинформации, така да не знам на што да верувам. Да, имаше околу дезинформации УЈП. дека собственикот и градоначалникот со пари на граница биле фатени, сакале да бегат, имаше Да, многу. тоа мислам дека не е точно. Појавија се многу дезинформации, појавија се многу дезинформации кои буквално можеше да наштетат на целата заедница у Кочани. И мислам дека институциите требаше тамо да реагират, пошто имаше разни дезинформации буквално од самоубиства, од не знам, пумпање на бројот на жртви, што никако не му идеше у прилог на Кочани. Да. Околу затварањето на УЈП и социјалните слично. мрежи се лицитираше како да е 80, 100, сам беше тоа Да. грозно. Околу затварањето УЈП и слично не знам, не сум информиран и не можам да зборам на таа тема. Но да, за безбедносни протоколи и слично не сме надлежни. Не е наш проблем. И тоа не е само сега, сваѓаш, тоа е проблем што го имаме 35 години, дека ние некако ни одговараше на целото општество, сваѓаш, некоја неорганизираност и Ја едно прашање, дали се пушило во дискотека? Колку е тоа битно се? Веројатно за истрагата е битно, не знам. мислам дека не. Па забрането беше, ама ипак некои палеа цигари. Обично во покасните сати Да. имаме забележано дека 4, после 3, кога веќе нема многу народ, останат неколку маси. Да го опишеме објектот внатре. Скачувате по скали, па се симнувате надолу или има повеќе нивоа? Не, само се качувате по скали и после едно ниво. Значи нема спуштање повтор. За Сапорт Кочани, Стоилов. Да. Како почна целата? Вака, за таа тема можам да зборам повеќе, пошто директно сум Ке инволвиран. мора да слушатели имаме. Ајде да ги пуштиме слушателите, па после тоа ќе продолжиме. Добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден, чове. Добар ден. Поздрав за дечкиве. Не знам, за овој според Стоилов не бил присутен, а Ефремов... Само не слушам столе. Пуштете ги на потенциометрите. Ете. Да. Стоилов не бил присутен, Николов бил присутен, Никола се. на Александар. А Ефремов е дел од тимот кој што го создаде Сапорт Кочани. Ефремов да не е на Круме, На да кој? Ljupko роднина, на Круме. Ефремов е од Штипа, има Ефремови и у Кочани. Па од Кочаните, добро, окей, поздрав. Вака се. Зошто мене најмногу ме боли, зошто собственикот на диското дозволил повеќе од колку се дал влезници во, барам по информациите по јавноста кружат. Да, прво беше Толку 1500 повеќе. биле присутни, па сега мислам дека 650 е Да, последната бројка, а 250 било дозволено. Тоа се официјалните информации. Ама може да кажат нешто повеќе Николов и Стоилов. Да, зашто тоа дозволи или вие како собственици, не собственици, туку граѓани на Кочани. Да, дали не им било, прашањето ви е дали не им било тоа така, сомнително, проблематично. Па ево, се кажа дека од огнометот се пожарот е дојден, тој пејачот, он видел прв пламен горе на плафонот. Ветаници е прскарки, како ги викате, ја не се разбира многу. Од тоа е дојдено тоа, да си кажа, ако е официјално. И ете се случи тоа што се случи. Ете искористам шанса да дам сочувство до сите роднини и пријатели на душичките што отидоа во најдобро време, што вика. Господ те даде на нивните родители од друго нешто поубаво, ама поубаво своје дете нема. И да не се случи више никогаш тако нешто, да бидат внимателни тие организатори, тие објекти што се прават за тие намени,
да дозволи власта да се пушат, ако не ги исполнува сите услови за одржување такво нешто. Доколку тоа е се, благодарам за јавувањето. Добар ден, повелете. Здраво, Соле. Поздрав. 032-397-707-397-727, локал 104. Денес ќе имате можности повеќе вие да ги кажете своите ставови, да поставите прашања. Повелете. Ево, ставови. Не ставови, не се моите ставови, се барања. Барања, да, Барања. Да се случи нормален суд пред се. Ева, профитерот криминалец све направил да прави пари, само ништо по закон, пропис и безбедно работење. Погласно зборувате. Сега ме слушате по-добро. Да, ајде сега може. Профитерот криминалец све направил пари за да прави само ништо по закон, пропис и безбедно работење. Да профитира буквално со минимално вложено и на криминален начин да оствари дозволи и слично. Да го покриеше просторот наменет за магазин со лим и да беше и изолирано со стиропол под лимот, ама под стирополот да имаше бродски пот не лакиран. Немаше да се случи гарант пожарот од пиротехниката. Чекате сега, зборуваме за кровот, не за подот. За кровот, па кровот е главата, најбитното. На човекот главата и на објектот е кровот. Ако кровот и плюс тоа не е како што треба изведен, и ќе пропушта, ќе прокиснува, ќе се распаѓа. Значи, ако имаше лим, не она што се распаѓа тој без забранет, немаше да се случи распаѓање, лимот ќе држеше, немаше воздух, кислород, експанзија да има. Значи, експанзијата екстра брзо се случи распаѓање. Од кислородот пожарот се... Тоа е експанзијата на пожарот. А инаку, стирополот, да, не огнотворен, се топи, ама кога нема масивно пламен, нема масивно експанзија, нема на пожар на огнот. Слушајте вака сега. Значи, то немаше да се случи ужасот, значи ужас невиден, ова пеколова, таков пожар. Кажуваат некои дека и во Западот се случуваат вакви стаи, да речем, стравотни. Спрем бројот на жители во светот нема ваков масовен по загуба на живот и повредени. Во светот нема ни да има. Таму има или подметнато, или терористички акт. Значи, гарантирам, во Шведска, овде на времето Столе, во дискотеките се пушеше и светлосните ефекти беа со волфрам осветлувањата, кои грееа. Плюс беа дискотеките во подрум, полуподрум во Битола, во подрум и полуподрум, Орфеј и Офицерски, а во Шведска беа на спратови, комоција огромна, во сите безбедносни стандарди, ама тогаш немаше, во кажуваат во Гетеборг, ама во Гетеборг немаше азиланти на времето. Во Гетеборг се докаже дека е подметнато. Да, тројца или четворица. Секој објект и да има револтирани од Динајет, подметнале пожар, не ги пуштале по дискотеките, веројатно. Тоа беше. Секој објект. И да не е човек граден инженер, кога ќе гради, треба со мозок да гради. Ако гради викендица, пошто викендица не мора да има план, не мора да има ангажиран некоја архитект. Да речем некој да му направи проект, па да го плати, сам ќе си го изгради. Ама треба да внимава. И секој објект и да има најмасивни огнотпорни зидови, кога кровот не е заштитен од експанзивен пожар, кровот, а посебно објектите за масовни собри и забави и слично, и во своите дури објекти, дали живеат или не, или се викендици, треба да пазат како го заштитуваат и градат објектот, посебно ако се споени објекти со некои комши. Значи, еднаш треба се свати. Не само вината, нормално дека претходната власт се докажа најголемите несреќи, злосторства се случија и предавства од претходната власт. Сега вака, не е цела кривица на далеверџиите кои подпишале за мито, корупција, нормално нема страфотказнивост, него најголемата одговорност на тој профитерот, најголемата е на цела негоја фамилија му се одземи имотот, од и тој правел пари, а неговата фамилија живеела од тие монструозно направени пари.
Како ќе живеат тие фамилии? Тие после на година мора. Значи болката никош нема нас болката нема никош да ни сплати јас спатам, јас доста имав злосторство од страна на монструозниот суд, па ова е капак. Значи после година дена. Значи има бројка огромна во Кочани кои се не да се оштети, не да страдаат, тие се уништени. Таа бројка ќе биде клуч за да се нормализира суд и комплетна правда со конфискација. Без комплетна правда со конфискација нема нормализирање. А инаку ова домаќинска власт, јас имам полно поверење и сум сигурен, ако него не го реши ова владата, кој ќе го реши? Нова како претходната? Добро, доволно е, благодарам за јавувањето. Добар ден, ве слушам, уште една линија. Добар ден. Поверете. Вака сега, значи и во Гетеборг имало таква несреќа, подметат од малолетници што не ги пуштиле и 3-4-5 души имало над 67, да речем, над 65, пардон. Мигранти биле провика, ние се молевме, вика, да не се вика свеѓани, оти ќе се дигна мигрантите во Гетеборг кои биле, речише, околу 40-50% имало, тако речи, граѓанска војна. Него за мене нешто битно, дечките се многу фино до сега збореа, прекрасно, нормални дечки и реални се гледа. Сакам да ги прашам, колку малолетници има? Дали има практика да се пуштаат малолетници? Па имало и 14 годишни. Значи, главниот проблем по мене прво е обезбеđењето. Зашто дозволило толку многу да влезат и толку многу малолетници, 14 годишни, и ова деца да немало толку малолетници таму, тоа е 50% малолетници. Ако имало 14, значи може и више. И така немало да има. Значи, дали обезбеđењето води рачун за тоа, дали им ги пригедуваат личните карти да видат онако, немало да има толку луѓе. А во Гетеборг имало, да речеме, 400, џамоите биле исто така високи 2,5 метра, па ради тоа многу погинале. Значи, не соодветно. Треба да се лоцира најголемата вина што е. Мене по моје мислење е обезбеđењето. Зошто пуштило толку деца, 14 годишни, тоа е кривично делове, не е само прекршок. 14 годишно дете да пуштиш, тоа е кривично дело, не е прекршок. И обезбедувањето треба да кажеме, мора да кажеме дека учествувале во извлекувањето и спасувањето на многу животи. Но тоа нема врска, бе. Од кој ќе ти го трпа детето да ти рече, извини. Учество, а не што ќе прават, ќе се гледаат филмови, ќе сликаат. Тој мора, тој е должен тоа. Ма зашто пустил пријател? Гледав една снимка, еден од обезбедувачите при нивното приведување кажа, ако судот каже дека сум виновен, дека сум крив. Ма нема што, тој не чувствуваше. Беше искрен. Ама тој не чувствува, остај тоа емоции, лажни емоции. Тој е крив. Тој пуштил и тој е крив директен веној. После ќе гледаме тие сите од кои се расипе колата многу пати. Треба малку и родителите да се запрашаме ние. Кај ни се децата после 12? Ама Столе го изгубил детето, што ќе му правиме? Не ме разбирате. Пред да го пратиме некаде. Абе, тоа е лесно сега да го кажеш. Ама и пред тоа сум го зборува јас. Може од разведени деца. Па тие твоите нехладените да семејно насилство. Разведени деца, готово, распуштени. Зошто се оди на семејно насилство? Се оди да се уништат децата, бе, луѓе, нон-стоп ви му кажам, никако да разберете. Семејното насилство директно да речам, за тие разведени. Маде и таму кај што се запуштени. Јас знам, работам во јавното се како волонтер. Значи, наобично се деца од родители што ги викате тие ризични. Па да, обично се тие. Кај е социјалното тоа, бе, тука да одговара? И социјалното треба да одговара. И социјалното? Кај се тие родители што викаш ти пуштени? Ме интересира да се вратиме пак на главното. Зашто пуштале малолетници? Добро, тоа е пресо. Зашто пуштале малолетници? Краток одговор, краток коментар. И зашто немате новинар во други држави? Пуштивте таму овие други новинари што тидоа во Хрватска, некој Ивица таму од Телма, па ги застапува мигрантските права. Македонските права, кој ги застапува? Добро, благодарам се. Малку отидовте во други води.
Стоилов, Николов, кратко за ова што го зборуваа слушателите. Вака, јас сакам да кажам дека не само Пулс се пуштат малолетници, тоа е Таму има уште една дискотека, таа е летна на базенот, така, Аква, или како се вика? али не само Кочани, тоа е цела Македонија. Значи тоа е практика на Балканот дека ние де факто како општество и како заедница се согласивме дека малолетниците се окей да бидат после 12 не само дискотеки, него и кафичи и други локали. Бил сам и настрана, не знам, и у разни држави и други дискотеки. Ретко може да се сретне малолетник и тоа е окей. Али ние како општество некако се согласивме и самите родители кои што се први, кои треба да ги заштитат нивните деца, и дозволуваат да бидат надвор после 12. И не знам, обезбедувањето, гледам Црнат ги прави нив ги оцрнија, што беше најжално, а они се последната нишка и последниот дел од верига, нешто што треба да се спомне како проблем. И у Кочани првите денови особено имаше огромен револт поради тоа што не знам, имаше некои неугодни прашања спрема нив, као дали се осеќате виновен спрема еден од дечките што обезбедуваат. И морам тоа да го напоменам дека они се биле први на удари за спасување, сваќаш. Тука нема компромис, има дечки што искачат јавно и кажуваат да не беше тај и тај од обезбедувањето. Ја немаше да бидам жив, Да, вчера мислам дека слушнав од некоја емисија Стојанчо искочи подај ми рака и уште некои други дечки извадиле некоја девојче што у целата трагедија она моментално е жива. Друг проблем сакам да му одговорам на гледачо за прашањето околу користење на материјали, не знам, сите тие работи како требало да биде. Види вака, после војна имаме 200.000 ветерани, сваќаш, тука излават, сите знаеме како треба да биде, што треба да биде. Не знам дали е правилно да се зборе за тоа. Правилно е да се зборе, дечки, дај да видиме кои стандарди ние ги применуваме, особено на места дека се собират народ повеќе од 500 души или 200 души, што е огромна бројка. Дали тоа е јавен безбедност? настан, тоа треба и полиција и општина и сите треба да го знаат тоа. Да, пошто еден пример. Плакати имало, сега не биле информирани, не бил пријавен настанот, мислам, тоа е нонсенс. Да, пошто еден пример ќе кажам, и вашата емисија се вика стадион. Ние на стадион у Кочани секој пат кога е имало поголем настан или фудбалски надпревар меѓу две екипи, поголема посетеност, тука секој пат е имало брза помош, полиција, не дај Боже за фудбалер, не дај. Да. И некако у иднина гледам дека така треба да се организират вакви настани, особено од ваков размер, дека 600-700 души ќе има посетеност. И околу посетеностот Пулс цело време бил пун. Значи фул, комплетно испунен до крај, особено кој има некоја група или диџеј. Тамо не е имало место дека да се стоја и тоа е окей, сваќаш, младите се биле тамо за забава. Некој е требало да стае, не знам, некој правила и прописи колку треба да се разграничи место меѓу нив и слични ствари. Знаете што нај гнев создава таа небрежност кај и тие институции, и тие луѓе кои што биле раководители или инспектори во тие институции, нивните деца одале во таа дискотека. Замислите колку тоа е точно. Колку самоубиствено се однесуваме со своето невнимание, со своето. Тоа сакам. Да. Обезбедувањето. Обезбедувањето не одлучува дали ќе се пуштат малолетници, туку тоа окажува газдата. Че газдата и пренесе на обезбедувањето, денес пуштаме малолетници и они тоа го прават. Ако и рече тражите лични карти, они бараат лични карти. И јас пред неколку години бев малолетник и знам. И сум влегувал, некогаш се ме враќале. Кога има дојава за рација, ме враќаат, не ме пуштаат. Значи, може ли и обезбедувањето да покажат став, да покажат? Јас знам како одат тие работи, ама не треба така да биде. Обезбедувањето си, како да кажам, работат за плата. И како е наредено од газдата, така и ќе прават. А друга работа, родителите, самите родители на малолетниците, сведок сум дека имаат звонето, пример, за да ги пуштат на 16 години, на 15. Да, и јас едноставно, како што кажа Дарко, така функционира
самиот систем веќе со години и треба тоа да се смени. Пред да направиме пауза да го вклучиме и Дарко Ефремов. Која е линијата со Сапорт Кочани? Дарко Ефремов е од Штип. Информатиката, тоа ве врзува. Или одиш често во Кочани, дали си бил во оваа дискотека? Па, добро утро да ви кажам и едно фала за шансата што ни давате да ги споделиме овие работи и да се слушне гласот за целата платформа. Дечките од Сапорт Кочани ги знам јас од порано, покрај други луѓе, покрај заеднички интереси, како сферата во која работиме и сето тоа. Не сум многу чест гостин во Кочани, ама се знаеме покрај евенти, покрај настани и такви работи. Трагедијата до мене стигна преку SMS порака дури од Данска. Од Данска. Дури од Данска, да. Од еден мој пријател и буквално ме разбуди ме од сон. Јас кога стана, викам, што се дешава одма, стануваме тука и цел ден чекаме да видиме кои информации ќе излезат. По споделувањето дека и Александар е вмешан, некако чудно ми дојде, знаете, и од Штип има луѓе што ги изгубиме. И цел ден чекаме информации, па дури и заедничкиот пријател што не поврзува сите нас тука и станува збрзо Иван, одма му пиша да видиме дали има некој од таа екипа што е засегнат и сите тие работи. Фала му на Господ, Александар е жив и здрав, има уште едно дете кое е моментално в болница. За среќа релативно добро поминал. Требаше зборувавме да го вклучиме тоа, да не го вознемируваме. Во Скопје на пластична хирургија, да го поздравиме и да му пожеламе побрзо заздравување. Како се вика? Јорданчо. Да. Он релативно добро поминал. Тоа се е супер. После неколку дена излезе информација преку на Инстаграм буквално видео кај што Иван и Ненад, кои се едни од иницијаторите на целата организација, на целата иницијатива, дека се прават напори да се соберат што е можно повеќе средства со цел да се олесни третманите и престој на родителите на засегнатите деца и сите тие работи. И на мене природно ми дојде да понудам помош од мојата страна, како можам јас да помогнам, пошто станува збор за вебсайт кај што ќе бидат изложени и се изложени информации за луѓето, за да можат другите луѓе да им донират. На мене природно ми дојде поради мојата професија на кој можам начин да помогнам и така се состанаме за саат време од објавата, се видиме живо у Кочани, одлучиме по кои постапки ќе одеме за сето тоа да го направиме и оттам тргна се. Дарко Ефремов, Дарко Стоилов и Александар Николов, наши гости. Направиме мала пауза. После тоа ќе слушнеме и дел од видеата, сведочењата за трагедијата во дискотеката Пулс, кој што секојдневно ги едитира токму Сапорт Кочани. Стадион. Емисија за вашата вистина. Слушате Стадион, наши гости Дарко Стоилов, Дарко Ефремов, Александар Николов. Сапорт Кочани. Стоилов, почнавме за Сапорт, нешто кажа Ефремов. Може да го продолжиш, да ја продолжиш оваа приказна со Сапорт Кочани. Стоилов, дали се слушаме? Да.
вака, иницијативата за Супорт Кочани буквално настана од реални проблеми. У моментот кога завршија сите, не знам, дешавања околу починатите лица и сето тоа, ние не знаевме точно што да правиме. Бевме заедно со Иван у тај момент. И некој кој моментално е дел од нашата екипа спомна дека мајка на 2 деца, едното хоспитализирано, другото повредено, мислам, има потреба од средства моментално во овај момент. И ние буквално, пошто доваѓаме од стартап сферата, Да. почнаваме да размислуваме гласно и тука се приклучи и Ненат и уште неколку дечки кои моментално се дел од Супорт Кочани. Како можеме најбрзо да направиме систем дека луѓето, хуманите луѓе кои сакат да донираат и да помогнат во тој момент ќе можат да испратат средства директно до фамилиите. И така се роди и така настана целата идеја околу Супорт Кочани. Краток брейнсторм и одлучивме да ги излистаме само податоците од родителите или најблиските кои се со нив во странство. Моментот беше дека да, имаше одлична реакција околу организирањето и испраќањето луѓе настрана до врвни болници како во регионот, така и во светот. Но ние мораме да разбереме дека Македонија нема стандард и нашиот стандард во Кочани не е ист со оној во Стокхолм. Така да на многу од нив им требаше дополнителна помош, пошто не знам, да дневна карта за транспорт можеби е неколку 40-50 евра. Двојца, тројца, тоа е веќе 100 и нешто евра дневно само за транспорт. Смештување. Смештувањето и мислам трошоците беа покриени веќе од владата и авионски билети и слично, али има тука и регуларни трошоци кои се неопходни да функционираат луѓето таму. И така, после 15 минути, 20, краток брейнсторм, седнавме и почнавме да ги контактираме и да ги прибираме сметките кои и без тоа беа расфрлани по социјалните медиуми, по Facebook. Да, така. Се појавија некој измами, дете од тетово исто повикуваше на донации, јас сум во дискот еден од повредените. Имаше и такви. Да. И целта беше да ги сузбиеме луѓето кои сакат да профитират во оваа ситуација. И во најтешките моменти измамниците си ја терат својата работа. Да, буквално еден од дечките кој моментално е во Супорт Кочани добил порака од негов пријател во странство, дебе како му пратив на особа XY од тетово која се представи дека му требаат финансиски средства, одредена сума на пари. И мислам дека Супорт Кочани се појави во време кога најмногу требаше. Тргнавме сите обиди за манипулација од социјалните медиуми, од разни дечки кои буквално немаат жал за се што се случи. После 20-30 минути извадивме прва листа од родителите кои имавме потврда и конфирмација дека можеме да ги доставиме нивните податоци. И најпрво Супорт Кочани искочи со некоја листа од 5-10 повредени луѓе. Во меѓувреме повикавме на волонтери. Иван и Ненат имат повеќе следбеници на Facebook, направија некое видео, објаснија што сакаме да направиме и лично бев изненаден дека наши сограѓани реагираат толку брзо, морам да ги поздравам сите и се појавија во нашето во канцеларијата кај Иван и од таму почна се. Не само од Кочани, тука дојде и Даре, што е за огромен поздрав и од Штип, буквално за саат време беше таму. Дојде дете од Виница, поздрав до нено. И се створија на енергија дека и дечки тука сме да собереме што повеќе средства за оние кои најмногу им треба сега. И да се разбереме, оваква трагедија, не знам дали Македонија, еве ти си новинар со огромно искуство, не знам дали паметиш нешто толку жртви. Шестрета не паметам, ама тоа е земјотресот. Инаку имаше 2 авионски несреќи, над 100
Инаку Да. таква бројка после војна имаше, во војната не загинаа толку. Не загинаа толку точно, али мораме да сванеме дека Кочани е мал град и тука се работи за Уништена цела за генерација. една цела генерација. Тука се работи за деца кои се по 22-3 години во просек. Така да јас стварно бев у момент дека не знаев како понатаму и Да го споменеме тоа што кажа Николов, дека тогаш мислел дека ова е сон, дека ќе се разбуди, дека не се случува. Можеби Кочани ќе треба уште одредено време да се разбуди, да го помине тој шок и да се врати во... Да. Слушател, ало? Ве слушам. Доколку сте на линија. 032 397 707 397 727 локал 104. Стилов, а уште нешто имаш да кажеш? Да, сакав да кажам дека Супорт Кочани првите неколку дена буквално станавме вирални, пошто се виде таа транспарентност дека ние немаме допир со средства, дека само... Има да праша тука како безбедносно постапувате за да избегнете тие измами, тие кои алатки користите. Да, вака. Веројатно сте се поврзали со институции, и за Ефремов и за Стилов. Вака, да, имаше контакти со институции да ни помогнат околу сето ово и фала им. Но ние интерно сетиравме, поставивме кол центар дека буквално волонтери беа во контакт со родителите на повредените, константен контакт, да ги верифицират нивните податоци, да земат одобрение дека можат да бидат излистани на нашата веб страна, да ги потврдат дека се точно тие кои се повредени и дефинитивно од почеток поставивме правило дека нема никој кој не можеме да го верифицираме и да бидеме сигурни дека е хоспитализиран, повреден и му требаат средства, нема да го излистаме на Затоа што нашиот тука вебсайт. сигурно и Комисија за заштита на податоци може да се вклучи, а многу е поинаков е моментот од некоја редовна... Да, види, Со сензитивна е, но затоа ние немаме никакви податоци излистано освен нивните трансакцијски сметки. Иако има некој да каже и да сугерира како да ги заштитеме, нека слободно нека каже, а и со согласност со нивните со согласност со собствениците Да. имаме. Баш вчера справавме мабет како може некој да го злоупотребе мојот трансакцијски број на интернет. Ке ми прате 100.000 евра. Добре. Дарко вика, злоупотребиме така. Знаеш, прати ми 100.000 Не евра. може да ги извлечи. Па не може. Не може. Може добро да ми направи со тоа што ќе ми го промовира мојот трансакцијски број, ќе добиам повеќе донации и после може ќе помогне и на другите, пошто има и многу луѓе што више не им требат пари, викат не ни треба пари или превише пари собраме и сакат да ги поделат со другите. Аха, тоа е. Да, Луѓето имаат значи, солидарност, Да. чувство за... Но нема причина или начин како тај трансакцијски број да биде злоупотребен. Не постои. Едината лоша работа, тоа е дискутабилно, дека некој може да ти прате пари. Тоа не е ни злоупотреба. Да, и поголем дел од тие трансакцијски сметки веќе беа споделени по Facebook, по Instagram, вратеа на Twitter и на слични социјални медиуми. Фактички сега ги канализиравте и ги официализиравте. Ги канализиравме и ги тргнавме сите оние измамници кои се појавија и сакаа да профитираат на маката на Кочани. И еден момент сакам да напоменам, Дарче веќе го почна. Кочани стана толку солидарен што буквално секогаш кога слушнам сторија од родител што детето е веќе пуштено на домашно лекување и речете на нас веќе не ни треба донации. Сакаме да се тргне нашето дете од сајдот, ние одма го дефинитивно тргнеме и ако не можеме, ако ќе ги задржиме средствата, дел од нив барем, пошто ќе имаме трошоци сега непланирани, али ако ни останат ќе ги донираме на друго дете ако му треба повеќе. И тоа е стварно мотив дека Правите добра работа и дека треба да продолжите. Да, и дека треба да продолжиме.
Филип Илиев, од вашите сведочења, од вашите сведоштва, од вашите видеа. И Иван Нисов, да ги слушаме. Сапорт Кочани. Стадион. Емисија за вашата вистина. Па сега, за сега сум добро, да. Смирена ми е ситуацијата, имав проблеми со дишењето. Тука како дойдев во Полска, имав чистење, така ми кажаа докторите, дека сум бил прочистен натрешно. Доста примав инхалации, уште примам инхалации, кислород сум цело време. Инфузии примам, некои нивни лекови и фала му на Господ, сега за сега е подобрена ситуацијата, па и очекуваме да се вратиме дома. Здраво, дечки, Филип сум јас. Дојдев доброволно во Супорт Кочани тука кај дечките. Своеволно да кажам некои работи околу настано што се случи. Беше многу потресно. Ја на настано пристигнав околу 2:45 со татко ми. Пожарното уште не беше пристигнала, некои луѓе веќе помагаа, како што е обезбедувањето и некои од луѓето кои што не беа задишени. Разговарав со психолози, значи апел до нашите сограѓани и луѓе кои не познават да не прашуват, да не потсеќат многу на таа случка, ради тоа што може да дојде до посттрауматски мислења, до психолошки пореметувања, до панични напади. Сликата беше страшна и луѓето, дечки изгледа, не знам како да опишам, нема зборови што ќе се опише тоа. Сакам едно да апелирам до секој кој што може, кој што можност да помогне и да донира средства, бидејќи ситуацијата и борбата ќе биде долготрајна, може ќе треба на некој 1 година за да се оправи од ова, ќе му требат и многу средства за да се лекува и устранство, за се да биде како што треба. Лично препорака од психотерапевт што ја слушнав е дека е добро да отидат сите што се биле присутни и што се виделе таква слика кобна таму таа вечер, да биде, како да кажем, и луѓето дури што се слушнале отпосле некој му обети какво е било. Тоа е, луѓе, колку можете помагајте, кој колку е спремен со средства, нека донира и на повредените и на семејствата на починатите. Бог да ги прости децата, што да кажам, не знам што да кажам. Стадион. Емисија за вашата вистина. Ги слушнавме претходно Нисов, Иван и Филип Илиев. Тоа се слушнавте. Нисов се наоѓа во Шведска, така? Нисов во Шведска. Во Полска, мислам. Или во Полска, каже, да. А Илиев? Илиев е во Кочани. Во Кочани, да. Илиев не беше таа вечер во диското, туку дојде малку покасно за да помага. Да. Добар ден, ве слушам, повелете. Бог на помош Македонија. Нека е на помош. Доле некој време така се нама слушната во емисија, не сум се јавил или па не сум добил контакт. Пред се поздрав до гостите. Христијански и човечки да се каже дека Бог да ги прости сите загинати во таа несреќа, па и сите други упокоени. А на оние кои се повредени, Бог им дарува здравје и спасение. Пред малку го слушнавме еден од повредените кој рече: "Фала Богу, подобар сум." Мислам дека тие два збора "Фала Богу" за мене се суштина. И јас би секогаш по вакви емисии години наназад по телевизија и радија сум апелирал да спречиме, а не да кукаме и да лечиме, значи после. Зошто пред се вакви работи да ни се случува? Јас како православен христијанин би се посветил на овие два збора од момчево, нали, кој пред малку зборуваше, нали, кој се лекува. Фала Богу. Колку благодариме на Бога. Дали некогаш, да речеме во Кочани или во Прилеп или не знам во Скопје, би имало 500 млади во една црквена литургија? Дали би имало? А замисли, секој викенд
до 3-4 наутро 500 млади во ноќен клуб, каде нели кажа официјално, за жал имало и некои со дрога, сигурно некои појче со пијанчење, можеби некои Ајде да не ја вулгаризираме сега работата. Во ред, ама Малку Столе да спречиме, разбираш? Да не се повтори ова. Дали ќе биде за умова? Јас сум сигурен дека и дај Боже да нема многу повеќе вакви. ја вулгаризираш и ја поедноставуваш Не, не. работата. Ако биле Не, 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 верници не. сите, немало да има потреба и од безбедносни протоколи и од не знам што сум. Сега, те молам дозволи, значи јас ми е поентата да спречиме повторно, барем сега да спречиме. Ако до сега не сме спречиле, барем во иднина да спречиме. Дали ќе ни биде за ум? Да, јас себе велам, и јас сум бил млад човек, и ти си бил млад човек. Дали мора малолетни, па и дека се и полнолетни 18, 20, 25 години да се забавуваат во 3-4 наутро? Дали толку игра улога ако се да речеме на забава од 8 до 12 максимум, и тоа е многу? Дали тогаш нема да има добра забава ако биде од 8, од 20 часот до 23 да речеме? Ама што мора е да биде битно сега? Еве, ти си бил млад, и јако сум бил, сум седел до 4-5, сега не, значи се едно време се, не може, видите, одиме од крајност во крајност. Не треба трагедијата се искористи да ги затвориме децата и без тоа цело време зборуваме да ги социализираме малку, да ги оттргнеме од мобилните, од екраните. Те молам дозволими, значи јас не сум негативен. Значи дискотеки, вакви масовни настани треба да постојат, треба да се случуваат. Столеј, јас пред малку реков зошто забава да нема во порани часови. Кога види дали Кочани функционира исто во 3-4 наутро како град, болница, брза помош, полиција, народ буден да помага, или исто дали би било исто ако е некаде во 21 часот, кога 90% народ е буден и на нога, што би се рекло. Немало да биде исто ако беше, да речеме, таа забава од 20 часот до 22 до 23, одошто во 3-4 наутро. Не е ист терминот. Добро, 032-397-07-007-727, локал 104. Имате уште минута, поверете. Тале, уште си на линија? Се исклучи. Николов, Стоилов и Ефремов. Да разглобиме supportkочани.com и ги имате следниве рубрики. ЧПП, донирај, мапа, броеви за итни случаи и центри во странство. Како едноставно секој кој што ќе влезе на оваа страна може да донира. Притиска на... Да. Прилично... гледаме да биде прилично едноставно за да се стигне до секцијата каде што ќе бидат прикажани имињата на повредените и на луѓето кои уствари ни го дале нивниот трансакциски број. И тука морам да кажам дека целата екипа, целиот тим кој работеше на страната се екстремно талентирани дечки кои се супер интелигентни и толку многу брзо се собраме и вклопиме сите заедно со истата цел, така што можевме на многу брз начин и ефективен начин да реагираме и да направиме ваков вебсайт. Најлесно е покрај тоа што ќе пристапеме кон веб страната и најлесно гледаме да и воочливо да биде копчето донирај. Може да забележиш дека се појавува и у навигацијата најгоре и имаме едно копче црвено кое е тука одма ако сме на мобилен уред, тоа се повеќе гледа. Тоа не носи до секцијата подолека што имаме сега. Дарко спомна дека на почетокот имавме 5-10 луѓе кои не беа прикажани, сега немам ја точната бројка, али има прилично многу луѓе кои што зборе само за фактот дека... Како да донирам? Транспарентност. При донирањето користите го кодот 562 кој е за донации
По донацијата ве молиме приложите слика од вашата донација како доказ за успешна трансакција. Зошто? Ова ни овозможува да евидентираме донацијата и да покажеме колку средства се собрани за секој дете за да помошта оди таму каде што е непотребна и да се обезбеди транспарентност. Транспарентност прераспределба на средствата. А и кај средствата, спомнавте веќе има родители кои што велат прераспределете ги на други лица. Во ова што е јавно објавено, ги има сите објавено, па хоспитализираните, па починатите. Може една голема разлика, дискрепанца да се забележи. Имаме личности со 2300 денари донација, меѓутоа имаме и личности со над 500.000 денари донација. Тоа беше како некоја забелешка. Кој е вашиот став? Веројатно многу пати сте разговарале и веројатно ова што го кажавте може да помогне во иднина да биде некој фонд кој што ќе прераспределува средства на оние на кои што им се потребни. Да, Столе види дека ние, пошто немаме контрола кој на кого сака и колку да донира, не можеме да влијаеме кој колку ќе... Ама еве, јас можам да повикам да бидат малку по... Дигаме, цело време пробаме да кренеме... Солидарни консили. Да кренеме свеста и повикуваме дека донирај таму каде што има најалку. И не е проблем дали има огромна разлика, пошто луѓето сами знаат и се свесни дека се заедно во. Може на тај што има највеќе соберено нема да му треба толку средства, па он ќе ги предонира на некој што ќе му биде потребни у даден момент. Вредно е да се напомене дека веќе имаме дискусија, еве со Дарко вчера ние од техничкиот тим дискутиравме за балансирање на сумите у даден момент, како ќе го направиме тоа. Малце бавно ни иде, ние обично сме навикнени ексклузивно да работиме, али дискутиравме со неколку организации кои веќе имат здружение на граѓани и слични организации и доста време потрошиме искрено чекајќи. Не сте само вие, и други организации, правни лица, поединци вклучени во... Секако, али ние кренавме здружение на граѓани сами да отвореме, али у интерес на времето и на ситуацијата, итноста на ситуацијата која се наоѓаме, мораше да најдеме локален тим, не е партнер, тим, оти сите сме заедно ово. Така да комуникација сме со една од поголемите организации кои се грижат за хумани работи, али нажалост они се многу поголеми од нас и кај нив работите одат малце побавно. Сега дискутиравме баш вчера со техничкиот тим и Даре може да продолжи да ме надопуне, дека кога ќе имаме заедничка сметка, тука се работи за многу донации што се собирани у странство. Донации кои, не знам, биле собирани од GoFundMe и слични организации, црковни, наши у странство што се јавија и не гледат као транспарентен партнер у целиот овај процес. Кога ќе имаме заедничка сметка, што ја верувам дека тоа ќе пробаме да го направиме следната недела најрано што можеме, дали со тимот Кочани, надворешен член, дека они ќе се грижат околу сите тие економско-правни работи, пошто тоа на нас не ни е најголема специјалност. Или ние сами ќе кренеме кон правец отварање на здружение на граѓани за да немаме тесно грло у даден момент, сами да одлучуваме за брзината како ќе ги избалансираме или еднакво ќе ги прераспределиме тие средства. Тоа би било сверено. У моментот сакам да кажам уште нешто, после ќе му давам на Дарко збор, пошто сакам он да каже што дискутиравме вчера и исто негова идеја беше тоа, пошто ние одевме со рамна прераспределба и он даде идеја за балансирање на сите суми. У моментот сумите што ги гледаме на страната, имаме мало каснење со ажурирањето и сакам да порачам на сите граѓани што донираат да бидат стрпливи. И не е толку битно дали се средства се собрани, дали се прикажани на страната. Битно е дека тие средства се директно испратени до луѓето. Така да
ќе бидат апдейтирани, мораме да сванеме дека има многу работа. Има многу работа Колку средства до сега се донирани? Па оваа платформа? Од се што е стасано до нас, можам да кажам дека од обработените податоци имаме повеќе од 16 милиона денара, од тоа што знаем. Имаме информации и слики пратени по Инстаграм, други медиуми, дека луѓе ни потврдуваат испратени донации, али уште не се ни алоцирани, не можеме да ги потврдиме, пошто многу донации се, мислам дека има над 10.000 трансакции. Така да не можеме да искочиме со конкретна бројка, на дневна основа тоа што потврдиме веќе даваме информации, пошто оставено на слободата на луѓето. Дел ни потврдуваат, дел дојдат испратат и не ни потврдуваат, лични пријатели си, јас испратив, али не ви сака испратив, да. Даре, околу распределбата. Па идеја сега за сега. Да, сега е идеја. Многу луѓе спомнаа дека би сакале да донират, ама сакат тоа да биде еднакво кон сите. И многу луѓе од интернет, пошто ние генерално се ги објавуваме работите на Инстаграм, на Твитер, на било дека на интернет, и многу луѓе дадеа таа идеја за една единствена сметка, каде што после ќе се слеваат средствата си. Така. Процесот за тоа е многу спор. Значи, јас не можем да искажам колку е спор тај процес. Релативно на тоа ние колку брзо можеме да делуваме. Зборуваш за банки, за институции, за и банки, поставка, институции, процедура? регистрации на здруженија, сите, целата процедура, целата бирократија што мора да се помене за да се стигне до тоа. Се замислите колку длго време ни е потребно за да креираме тоа, а ние успеаме за 2 сата веб страната да ја дигнеме и сето тоа. Сега кога би ние кога би тргнале по тај пат да креираме една единствена сметка, па ќе треба да почекаме па 3 дена па месец дена така. До тогајка како и сите други работи до сега вакви у Македонија што има десено, а ние никој од нас не ќе ово да биде уште еден случај на секој чудо 3 дена. Да, па заради тоа ги правиме овие разговори. Точно. Да, некако луѓето почнаа да некако и не да забрават, туку некако и како ништо да не било. Сега не знам колку од нив се преправат дека им е супер, ама не знам, мене лично ми е уште чудно и неверно. Дека па заради тоа спомнавме каква е состојбата во Кочани. Еден колега ми вели, сите гледат во празно, речи си не се ни поздравуваат, само така молчешкум ќе поминат покрај тебе. Да. Уште тој шок го живеат и ќе треба време да помине тоа. Да. За кочанчани јас од нивна перспектива јас не можам ни приближно да разберам како е, ама од перспектива на некој што ете цела недела оде за Кочани за да го направиме ово, луѓето се некако, знаеш, се е тивко, сите се у своите глави, сите се некако затворени. Да, се уште така. Не им се верува. Шокира. У однос на идејата за распредел на средства, целта е да се даде опцијата да или директно да можеш да донираш на кого сакаш, или пошто нели видиме дека има многу луѓе кои имаат малку пари у разлика, тоест релативно на некој од тие што може на почеток ги ставиме, па ќе ви кажам после за генералната перцепција и некои од работите што мораме да преземеме за да го подобраме тоа и што правиме, кои постапки ги преземеме за на колку толку на каков начин да успееме некако да донесеме баланс, да одат пари еднакво кон сите. Идејата е дека кога би стасувале донациите кон една сметка, дека ние у тај случај би можеле да дадеме опција дали да пратиш на еден, дали на сите по некој или по потреба, некој треба за дополнително лекување, за па и за школување во иднина зборуваме се. Да. И треба додатно, малку перспективно да ги гледаме. И додатно на тоа да има балансер.
ама не балансер како што си го Да, знаеме. да не го така. vulgarizираме целиот. Тај балансер би работил овака. Стигнуваат, да речеме, 1000 евра. Тај балансер може да функционира на начин кај што ќе почне од најмалку кон највеќе Аха, за да се... и пропорционално колку помалку има ќе добие поголем дел од колача. И тугајка би можело да се донесе до еквивалентност на... А и ова да го раздаде. Прераспределба на средства, ќе зборувавме, странски донации и заштита на приватност, и тоа го зборувавме. Странски донации има откаде, имате мапа откаде најчесто, имате и центри во странство, значи каде што се присутни дел од повредените во дискотеката. Да, слободно да зборувате. Даре може да каже за посетите од каде идат, а јас ќе зборам за донациите од каде идат. Така. До сега во ми е еден од проектите кој е најпосетувани. Вакви бројки јас немам видено на нешто друго кога сум правил. Вкупно од почетокот до сега имаме 350.000 посети. 350.000. Да. Сега не ги разбираме. И Уник, како се вика тоа, Юник? Юник. Да, уникатни луѓе кои ја посетиле страната. Не зборуваме за повторување. Да, кога би збориле за повторување, некаде ни е околу пола милиони и 50.000 нешто така. Што се големи, неверојатно големи. Да, значи генерално луѓето кои сепак зборува за некоја хуманост, за емпатија, за сочувство. И зборуваме за 8 дена. Да. Имаме посети највеќе од Македонија. 255 да бидам точен. Па после иде Германија со 27, Швајцарија, САД и надоле по околу 6, 5, 4 имат Италија, Словенија, Австрија. Од Бугарија има 3.500, Велика Британија 3.3, Србија 2.8. И што ме многу изненади е дека од почеток до сега страната имат посетено и видено луѓе од 126 земји. Од 126 земји? 126 земји. Целите Обединените нации. Да. Значи цел слободен свет ја има видено страната. И голема одговорност, ама ќе зборуваме на крајот и за тоа што е планот за понатаму. Ова треба да остане и да... Да. Вака, јас сум изненаден дека најголем дел од донациите доваѓаат од Македонија, очекував малце повеќе од диаспората, пошто ние е огромна диаспора во Австралија, огромна диаспора во Америка. А може да и они се собира веќе у заеднички GoFundMe и слични и crowd и founding кампањи. Америка исто очекував многу повеќе, пошто Чикаго има само 20.000 македонци. Канада, Торонто, сигурно. Да, кај нас директно кон родителите на повредените или на починатите, најмногу доминација има де факто од Македонија. После иде Европа, особено Германија, и мислам на второ место дека е Швајцарија. Тоа е еден момент, Столе, што не знам, треба да допреме повеќе до нашите таму. Сакам да напоменам дека од Италија ни се јави директна организација кои се собирале у Пиемонте, мислам, и да ги поздравам. Исто, они имат локално соберено доста средства. Сами се организирани. Да, они се веќе организирани таму и веќе имат соберено и мислам дека пуштат на сите подеднакво, али ради некои банковни лимити, не знам, пуштат по 5 души дневно од стартувајќи од вчера, да. Имат доволно средства соберени они. Исто, мислам, целата диаспора да поздравам што веруваат у нас. Од Англија чекаме исто дечки што локално имат соберено тамо да они чекат заедничка сметка, пошто кај нив де факто ќе биде многу полесно да пуштат на едно место и тука да се прераспределат. И другите, и Германија, црква, не знам, GoFundMe, има такви организации кои се солидарни и имат соберено средство. Од Америка што забележив дека нашите кочанци од Америка се доста солидарни и баш приметивме, тоест од едно дете од Америка добивме потврди дека поголеми суми има пуштено на неколку наши сограѓани. Така да, миксе, но дефинитивно истокот и Македонија заедно со Скопје сме медицински центри во странство каде што се лекуваат пациенти од пожарот во Кочани. Имате Србија, па имате после тоа Бугарија.
има баркод, како се викава, QR има QR код. QR код. И има директна локација на болницата, институцијата и име и презиме, така е направено. Тоа се, мислам, јавно достапни информации кои сакавме да ги изложиме по ингеренција на Дарко. Не, вака тука има еден момент дека овај PDF файл е за PDF збореме, Да. Овај PDF файл е направен од родител на едно девојче кое беше право изложено у кол центар на Викторија. Да го поздравиме господинот Пановски. Не знам како се вика, ама Пановски се прозива, ќе сванат кој го е направил и доста е детален и го ставим само на македонскиот сајт, на македонската верзија од сајтот, ради тоа што мислиме дека многу од родители, мислам блиските на повредените кои ги посетуваат во болница, може да и се најде као детален локатор каде се наоѓаат нивните. Да, има и мапа на локациите. Да, и тоа е детално опишано. И онака пиновите се ставени, но детално е мапата со директен линк и слично. И да, фалам. Го имаме од вашите видеа уште Боки Луна, Борче Јованчевски, да го слушаме него. После тоа пауза, па би требало да направиме една комуникација со дечките од кој е следен, кои што се собираат пред собранието на Република Македонија. Стадион. Емисија за вашата вистина. Некој од пејачите изјава сите надвор, ќе се вратиме. Требавме полека да излаваме на надвор, но најдеш се настана стапедо и општ хаос. Јас се држав сопругата за рака и најдеш од јагнат момак се опсилно не свестив, но Бог ми даде некоја сила, не знам кој да опишам, се разбудив и ја видов дека нема за рака, не ја држав. Пробав да излизам, никако бевме заглавени, некако и Бог ми даде сила, се искачив, почнав да гребам и паднав доле пред мердевените. Прво што направив, не знам, вода изтрив на лицето и почнавме одма да ги извлекуваме, влева војнат и почнавме да ги извлекуваме луѓето. Беа многу од нив беа заглавени, сите пружија рака, некој можеше да се извлече, некој не. Тука морам да потенцирам дека до мене беше лазето од обезбедувањето и доста снажен, што многу можеше повеќе да извлече луѓе, ги подававме сите на надвор. После 10 минути негде дојде дедо ми Јорданчо, исто со него почнавме да ги вадиме луѓето од дискотеката. Имаше запалено од едната страна, гореше даска бела. Заедно ја дигнавме даската, ја фрливме и дедо ми се повлече, почна на левата страна да влече од другата страна луѓе, а јас видов рака и некој викаше во мене Боре. Тоа беше мојата сопруга, за среќа ја видов, беше жива, но врз неја имаше лице во безсознание, што едва го оттргнавме од неја за да ја извлечеме. Што ме извлечев, некако срцето ми дојде на место, ја тигна во раци и директно ја однесовме со сопствено возило до болницата во Кочени. Тука, откако ја примија, тука беше страшен хорор натред. Значи, докторките се трудеа, сестрите, болничарите сите се трудеа колку може да помогнат, но за жал во нашата болница немаше доволно кислород за сите. Мислам дека немаше за сите, многу не се спремни за таков случај, за таков што се деси тоа страшно. Многу голема помош на сите. Тука ми беше најголемиот хорор и што може да го доживеам мојот живот, што сите не знаеме што се случува. Околу мене имаше, за жал, многу сега од родителите, од мажи, од браќа, сестри на починатите, што ги бараа со мене Боки, те молам види дека е моето дете, дека е жена ми, дека е сестра ми. Сите бараа и јас влегав в болница за да ме преврзат, но успат и од собите барав на некој да помогнам да му кажам информација за нивните деца. И сопругата сега уште остана во Скопје и се молам за неја и за сите други да биде што побрзо сите си дојдат дома, да бидат среќни со фамилиите и ово зло да го забрават.
Стадион. Емисија за вашата вистина. Александар Николов, графички дизајнер, и ти си дел од Сапорт Кочани. На ова што кажа Стоилов и Ефремов, нешто да додадеш? Да. Има и броеви за итни случаи, треба да споменеме, тоа се броеви на дежурните во Министерството за надворешни работи и тргови. Јас сум повеќе одговорен за социјалните медиуми, значи Инстаграм, Фейсбук. Фокусот ми е да се долове сериозноста на случајот. Овие информации ги имате и на Фейсбук? Да. Може да се... Да, имаме ги на Фейсбук. Аце може да каже повеќе за тоа, али... на Инстаграм, на Фейсбук. Видеата што ги пуштавме, на Инстаграм се пушта? Да. За да дојде до шо повеќе луѓе, дури почнуваме да правиме реклами и на англиски за да фатиме луѓе од странство што може да помогнат. Веќе контактираме и со друштва за донации од Швајцарија, од Германија. Пробуваме што е можно побрзо да реагираме и да собереме средства. Сега за тоа е многу битно на социјалните медиуми тоа баш да се прикаже колку е битно што побрзо да се соберат средствата. Тоа е тоа. За иднината на оваа платформа ќе остане. Зборувавме дека ќе бидат потребни психолошки третмани, психијатарски третмани, други рехабилитацијски процедури. Овие средства што ќе останат, како ќе се прераспоредуваат понатаму и која е идејата Сапорт Кочани треба да живее и во иднина? Така, моментално сите средства се веќе стасени на сметките на повредени. Како идеја ова? Да. Кочани Супорт како идеја како проект е така да го наречеме. Да, како проект е многу млад. Град споремо. 8 дена, 9 дена од како постои, но секако Кочани ќе треба долгорочна поддршка. И тука нема компромис, мислам, тука сите треба да бидат инволвирани од општествено одговорни компании кои морам да ги поздравам, се многу на број. Значи имаме големи компании кои не контактираат и сакат да бидеме локална поддршка за нивните, мислам, веруваат во нас дека можеме да бидеме локална поддршка за неколку центри што имаат идеја да инвестираат во нив. Рано е да се каже, но имаме огромна поддршка и од локални големи компании. Како и да е, Кочани Супорт Кочани моментално распределува средства директно на повредените, хоспитализираните и починатите. Во иднина веќе ќе имаме заедничка сметка и мислам дека од таа сметка ќе се распределува, како што кажавме, веќе зборевме за тоа, Дарко објасни дека дискутираме моментално како би одел целиот тој процес. Вредно е да се напомене дека сега за сега собираме донации само за директно инволвираните, директно повредените или луѓе кои се останати во неизвестна ситуација поради починато дете или сопруг, пошто имаме ситуации дека сопругот е починат една мајка, самохрана сопруга, самохрана мајка, две деца. Натаму ќе размислуваме во кој начин ќе го градиме, но главна цел ќе биде да се соберат повеќе донации за сите кои имаат потреба и за сите кои што... Па може би во иднина некој од овие деца, еве слушнавме за Костадинов, веќе му е обезбедена стипендија, се дека беше од Алкалит. Да. Разговарав со него, он сакал машински факултет, сообраќајен смер во Скопје, моторџија. Да. Значи треба се размислува и за таква помош, веројатно. Дефинитивно. Стипендирање. Таков начин на помагање е стварно многу добар, пошто има директен импакт и сите знаеме дека е за доброто и го гради како карактери, како некој што во иднина би можел сам да обстојува.
Костадинов беше кај нас во Супорт Кочани. Да не јавиме, имате едно видео снимено, не е уште имаме снимено видео со него, но уште фалат некои ситници за да го објавиме. Костадинов се дојде и следниот ден да не поздрави. И мислам дека да, сите дечки кои се во тој стадиум заслужуваат некој од нашите одговорни компании да ги превземе и да ги помогне околу студиите, пошто види Столе, тие деца имат видено нешто што мислам дека е толку страшно што ретко се гледа и на филм. Ово е трагедија од огромни размери. И не само они, туку цело Кочани, ние сме 25 или 26.000 градот. И целата околина у суштина ќе ни треба поддршка за да се исправиме од моменталната ситуација и да продолжиме некако натаму. Ќе ни треба поддршка од различни аспекти. Не сум експерт да зборам за тоа, можам да зборам за IT, можам да зборам за оператива, али по моја гледна точка мислам дека сериозни институции тука треба да се вклучат околу малку од малку подсредување на Кочанската болница, например, или физикален дел. Да, треба на тој кадар што малку го има да му се помогне. Да, има кадар, тоа де факто има кадар, но физикален дел не знам колку функционира и како функционира. Исто не сум експерт, пак ќе кажам за тоа, го кажам како граѓанин, но исто тука вие медиумите треба да пробате некако да дигнете свеста да подигнете свеста дека психолог и разговор со некого не е ништо страшно. Да, и тоа треба стигматизирано е тоа, демек срамот е да, пошто имаме некои застарени сваќања. Па јас верувам дека кај вас младите не е тоа така како да, кај младите не е, но не се само млади, тука се и родители, тука се и постари членови на целата заедница, така да таа задача мислам дека најмногу ќе биде успешна ако медиумите се дадат се од себе да ја кренат свеста малце. Треба да додадеш нешто за идената на овој проект. Да ве прашам и дали на други треба да им го понудите ова искуство, на други институции, на други организации, Црвен крст. Да, го имаме веќе Евтимов, Борјан. Кој е следен? Ало, се слушаме ли Евтимов? Да, здраво. Почна ли собирот, протестот? Протест, многу страшен збор, протест испадна, па луѓето избегнуваат да го користат. Да. Значи, ние денес имаме Народно собрание. Во моментов Народното собрание е во процес на свикување, односно се подготвува неговиот почеток, каде што исто така има една символична себе конституирање, односно ќе го свикаме, пошто ќе почне дискусијата каде што ќе бидат презентирани самите барања, а потоа и ќе отвориме говорницата за сите граѓани да може да го кажат своето мислење, па дури тоа и да се разликуваат нашето мислење, бидејќи сметаме дека во овие моменти на тага и емоционална и морална криза која што владее во нашето општество, потребно е да се чуе сечие мислење. Може ли дел од барањата или ќе ги кажете таму? Да, ќе ги презентираме, меѓутоа може и тука. Ние формиравме два корпуси на барања. Едните се однесуваат на одговорност, а другите на безбедност и превенција. Во однос на одговорноста бараме да транспарентно во рамки на законите се разбира да се објави целокупната документација за работењето на клубот Пулс од 2012 до денес. Под ова подразбираме документација и записници кои што се фиксни, кои што или постојат или не постојат од сите надлежни инспекторати и нивното постапување во однос на клубот Пулс, како и од полицијата, од МВР и нивното постапување во однос на клубот Пулс во изминатите 13 години, но исто така и записници од одредени тела кои што немаат кривична одговорност, меѓутоа имаат морална и политичка одговорност. Тоа е Советот за безбедност и превенција кој што бил формиран во Кочани, меѓутоа според нашите не функционирал, да.
Боријан, кој е... Исто така, Да. извинете, во однос на безбедност и превенција, сметаме дека за да не се случи вакво нешто во иднина, потребно е поажурно работење на инспекторатите. Па затоа, како би имале одреден граѓански увид и контрола на работењето на самите инспектори, бараме да се формира инспекторат, каде што ќе се објавуваат сите записници и извештаи од работењето на сите инспекцијски служби. На овој начин транспарентно ќе можеме да видиме самите граѓани да видат каде инспекцијскиот надзор постапувал, а каде не постапувал, односно дали некои локали, дали некои градежни објекти, дали некои фабрики се под заштита и не се под инспекцијски надзор, а други се претерано, да речеме, етикетирани. Понатаму бараме и креирање на унифициран контакт телефон, каде што граѓаните ќе можат самите да пријават неправилности, а потоа надлежниот орган ќе може да го распредели предметот до надлежниот инспекцијски надзор. Бидејќи обичниот граѓанин не може да знае кој инспектор кога е надлежен и се доведуваме во еден лавиринт каде што никој не е надлежен и инспекцијскиот надзор не се спроведува, односно граѓаните немаат можност да придонесат во безбедноста на општеството. Успевате ли од партиите да се одбранат, макар што тоа тешко оди? Знам дека се ги одбивале Левица, ССМ, ВМРО и овие некако како да не сакаат да постоите, да правите протести. Дел од барањата ќе рече дека ви наликуваат на некое српско сценарио на барањата и почетоците на студентите во Србија, кои што исто така протестираат. Во однос на поврзувањето со политичките партии, ние и јавно категорично одбиваме било каква поддршка од политичките партии, бидејќи сметаме дека тоа е еден обичен популизам каде што политичките партии, сите и од власт и од опозицијата, провизорно ги прифаќаат барањата и го поддржуваат граѓанскиот ревот, меѓутоа тоа е само еден гол популизам. Доколку тие вистински сакаат да ги поддржат барањата и да ги разберат граѓаните, тогаш тие имаат партиски и институционални механизми да придонесат за остварување на барањето. Обични соопштенија се само гол популизам и истиот го одбиваме. Така што мислам дека со тоа сме доволно јасни дека не сакаме и одбиваме соработка. Ние бараме партиите да работат за граѓаните, а не да соработуваат. Денеска ги алтернирате пратениците, они си зеда одмор од почит кон жртвите, кон повредените, да се оттагува еден простор едно време, па после се врате во парламентот, вие ги алтернирате, имате и пратенички прашања денеска, имате и пратенички настапи. Кој е вашиот став во врска со работењето или неработењето на парламентот? Да. Па ние сметаме дека тоа е крајно неодговорно во една ситуација во една наистина тешка ситуација за Македонија, можеби и најтешка во последните не знам колку години, барем во мојот животен век, пратениците да отидат на одбор. Тие се избрани за да ја водат државата, за да предлагаат решенија, за да вршат надзор и да бидат највисокиот представнички орган во државата. Меѓутоа тие не само сега и долго временски период одбиваат да го прават тоа, туку се фокусираат на обични партиски дневно-политички расправи. Поради тоа ние денес решивме да свикаме едно символично народно собрание, каде што граѓаните ќе имаат можност да говорат, да се обратат и да ги презентираат своите видувања, критики, можеби и предлози за промена на системот, кога веќе тоа не го прават пратениците. Боријан Евтимов, кој е следен? Благодарам за јавувањето. Ние продолжуваме, имаме уште 5-6 минути со Сапорт Кочани. Дарко Стилов, Дарко Ефремов и Александар Николов. Ова околу искуството, кое што можете да го кажете и на други, не само за трагедии, туку и за други хумани потреби. Например, за реставрација на одреден објект, некоја вредност во културата, во уметноста. Можеби за деца со попреченост, лица со попреченост, можеби за центри за социјална работа. Малку да ја разбудиме државата, да ја буцнеме, да ја... И овие барањата, кои што сака нека каже, на дечките кои што се собираат пред собрание, ми се бендисуваат. Јас? Да. Па, вака, моментално, пошто бев доста фокусиран на Сапорт Кочани и не знам, еден од
дечките кои бев константно од почеток. Може би вакво нешто и на Црвен крст му е потребно. Или има тоа некаде? Види Столе, Црвен крст е многу посериозна организација од нас и тоа е за поздрав. Ради тоа што кај нив они беа инволвирани у тешки моменти, носеа жени кои буквално колабира и се слушуваше боцка и беа спремни и они работат на повеќе полиѓа. Многу време. Тоа се огромна организација, тоа е огромна организација. И ја до некаде ги разбирам нив, свегиш, пошто кај нив има огромна бирократија се додека се да се покрене механизмот. Покрене целиот механизам. И они имаат доста оперативни трошоци. Ние сме буквално фокусирани само на едно. Буквално сме фокусирани само да собереме што повеќе донации и без никакви административни трошоци. Ако ме веруваш, имавме неколку опции за да биде секако централизирано одма и да почнеме да распределува. Но и тоа би траело неколку дена се додека се изграде и транспарентноста тука ќе ја нарушивме целата од оно што супорт Кочани се залага. Добро што кажат. На Кочанската болница услови за работа треба да се помогне. Да, може би дел од овие средства останат или може би да се прошири во таа насока. Дефинитивно стои. Значи, мислеме, работеме на тоа, моментално сме фокусирани на највеќе на хоспитализирање. Ги слушнавме сведочењата. Немало кислород, немало во Скопје немаше кебиња, немаше чашави, немаше во 8 септември. Што за мене е незамисливо. Гледај, ја од граѓанска гледна точка можам да кажам дека сите тие работи треба да бидат обезбедени. Кочани е регионален центар, значи ние сме први кои ги абсорбираме сите пациенти од другите градови, па потоа се препраќаат овде у Штип. Поради многу години не знам дали лоша стратегија или не знам како доваѓа до нешто вакво. Сите се тие на терет на вашиот Штип сега. Ние имаме некое детско оделение што е за поздрав, една локална фирма со донации исто го направи и работат многу добри професионалци у Кочанската болница што е за поздрав. Но секако тука треба некоја не знам експедитивна организација сега да имаме сите центри за оние кои се враќаат, да не ги праќаме до Скопје камоли подалеко. Значи тука ќе треба нивната нега да биде сконцентрирана во Кочани. Дали супорт Кочани може да го изведе тоа и да собере со донации нешто, мислам дека е преголем залак сега за сега. Пошто ипак сме волонтерска организација. Ние сите имаме работа од 9 до 5 или приватни не знам, фирми, различни профили на луѓе сме. Така да тука треба да застанат некои посериозни организации, али тоа треба да го направат сега, не утре. Информатички со своето размислување и со своето знаење, со својата брзина можете на многу мина да им помогнете. Иако гледам скромно размислувате така. И тоа не треба да се преценувате, ама не треба ни да се подценувате. И не треба толку скромни да бидете. Ова е многу голема работа и треба да служите како пример. Ефремов ова знаење за неколку дена што направи толку голем број на прегледи на донации, треба да го почитуваат и да го користат и други институции. Вие стоите на располагање покрај вашата... Ние стоиме на располагање и се е супер и Дарко што напомена за болниците и дека е се волонтерски и дека ако може да искористиме оваа шанса Ако институциите не функционираат, дајте прво ние да се разбудиме, да ги разбудиме и нив, не знам што да ви кажем. Ова е... Ако може само да искористиме шансата да повикаме повеќе волонтери да дојдат. Да, пошто треба ни и луѓе што и social media нели социјални медиуми ќе работат, Александар ги спрема дизајните, може монтажери. Монтажери буквално некој да ги сече видеата или да ги средува едноставно кој да треба формат, и преводите доле што ги имаме. Титлувањето. Така. Сите тие работи одзимат време, нели требат луѓе и сега некој ако
ако има слободно време или нема што да прави, не треба да остане да му е досадно туку да дојде да има задачки што може секој да ги прави, а ние стварно имаме недостиг на раци. И од тај аспект ако има луѓе што Може вештачка интелигенција може да па користиме. користите. Користиме. Некои од трансакциите се користат со вештачка интелигенција. Ние Толку и верувате, сигурно е безбедна. Тоа се проверува. Тоа е наш модел. Мислам веќе open source модел дека користиме не од овие главни сервиси. Али се проверува, ако нема доволна сигурност, то пак го човек провере и сето тоа. И тоа е една од работите кои ние како што имаме искуство у таква средина на работа кај што тоа правило, па ваква организација, па таа бюрократија да завршиме, па тај документ, току сите имаме искуство како брзо да делуваме и од некој ќе добие идеја, ајде да пробаме со вештачка интелигенција да ги процесираме сликите. Што ни треба за тоа? За тоа ни треба да направиме нешто на страната кај што луѓето сами ќе ги прикачуваат сликите. И таа опција има до црвеното копче стоја. И почнаме луѓето да ги упатуваме, да ги они прикачуваат сликите сами. Може би треба да вклучите и доктори, психијатри, советници, затоа што многу и вие самите сте погодени со сведоштвата, се слушате со родителите, значи тоа се трагични, тажни. И не е едноставно да се води таква комуникација. Јас неколку пати кој имам кажано во буквално еден од потешките делови од целата екипа која се формира волонтерски е кол центар. Значи тие луѓе беа у најтешките ситуации и се јавуваа на родителите. И тоа беше стварно многу тежок момент. И бидејќи ги прибирав информациите од кај нив и организиравме сите податоци како ќе бидат складирани и прикажани, константно имав комуникација првите денови. Јас стварно сакам да и се заблагодарам на сите волонтери кои се нафанаа да го сработат тоа. Стилов, Ефремов, Николов, јас благодарам за гостувањето. Сапортирайте го Сапорт Кочани, тоа да им порачаме на граѓаните. Не само зборуваме за финанси, за донации, зборуваме како проект, како идеја и негувајте таа за сите други потреби во еднина. Не дај Боже вакви трагедии, меѓутоа за други хуманитарни потреби исто така. Столе, ако ми даеш уште една секунда, сакам да ги поздравам сите наши сограѓани од Кочани, Штип, Делчево и цела Македонија, Скопје, кои ни искочија у пресред за многу работи, буквално они донираа кај нас. И тоа се индивидуи, фирми и поголеми организации кои основни работи да не тргнат од мислење за нив, и тие луѓе се за поздрав. Бабички, родители на деца кои се хоспитализирани, буквално ни донасаа погача за здравие, буквално ни донасаа зелник или паница, нешто дома. И тоа беа емотивни, доста емотивни моменти кои буквално мислам дека цела канцеларија Николов, како дел од таа трагедија, за жал, со тебе почнавме, со тебе ќе завршиме. Што имаш да кажеш за крај? Се слушаш со другарчињата кои што преживеале, тагувате за тие кои што починале и се молите за тие кои што се во фаза на оздравување. Имам другари што починаа, имам другари што се хоспитализирани, потешки случаеви, некои полесно што поминуват. Многу е тешка ситуацијата. Дефинитивно ќе треба многу голем период додека ово да се малку од малку да ни заздраве. Дури имаше една докторка од воена болница што е била у Авганистан неколку години и рече дека у толку години во Авганистан не е видела вакво нешто како што
е видела во Кочани таа ноќ. Значи можете да замислите колку беше страшно. И треба и на тие што се само биле дел од дискотеката, без разлика дали се повредени, и на нив треба дефинитивно помош. Дури што зборив со другарчиња што се биле таму, што не се повредени, кажуваа ми дека имат психички последици и ќе треба да се делува сигурно и на тоа во наредниот период. Благодарам уште еднаш. Поддржете го Сапорт Кочани. Наши гости денеска беа Дарко Стоилов, Дарко Ефремов и Александар Николов, а имавте можност да го слушнете и Борјан Ефтимов од Кој е следен. Пријатно и до слушање до наредната сабота во истото време. Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. ТВ КТВ во недела од 16 часот, ТВМ понеделник 13 часот, ТВ Плюс во недела во 11, ТВ Протел во понеделник во 15, Канал 8 во недела од 11:40. Гледајте Стадион.